носи одговорност. Ако не, да се помириме со судбината, дека може би еден ден и ние ќе бидеме повредени овдека. Ако сме да се продолжи, да закажеме од понеделник, значи на истиот начин, меѓутоа да се има масовност. Ова е навистина непријатно да се организираме за ваква важна работа и уште од дежурните или службени лица да бидеме опоменувани дека не сме ниту 21, дека до сега сме морале да бидеме многу. Да, така е тоа, но меѓутоа нашиот закон за јавни собери е исто така застарен. Според меѓународните стандарди и едно лице да се бори за своето право, треба да има еднаков третман и да му е дозволено на начин на кој што смета, или кој што е ваков прифатлив, да си го искаже својот став. Значи, нашата регулатива не е усогласена 20 години од европската на која сите се повикуваат. Значи, европската регулатива го кажува тоа, дека не треба да има 20 луѓе, туку едно лице треба да му се пружи таа можност да го изрази својот став и мислење. Друго нешто што наликува на тоа како тие си ги кројат законите, како им одговара за нивното комфор и удобство, за да што повеќе бидат во фотелјата што се нарекува власт, а кое што значи владење со народот, а не владење на народот или демократија. Тоа е дека во текот пред изборите, значи пред да почне официјалната кампања, тие здружено си седнаа и изгласаа едни непотребни промени на изборниот законник, а не ги изгласаа потребните зашто сите суверени, вклучително јас имам поднесено барање за промена на изборниот законник и на изборниот модел, каде што ќе има секој еднакво право на глас и пристап, значи да не биде дискриминиран, да важи неговиот глас еднакво, а не во една општина да треба повеќе 1000 гласови, а во друга општина помалку за да се станен или народен пратеник, како и за една изборна единица и за отворени листи да се гласа за личност, а не за партија или листа цела, која што некој нели подносителот ја уредил како му одговара. Тоа не смогнаа да го изгласаат и тоа е уште од пред неколку години и со предлог закони во парламентот и со иницијативи и со се, меѓутоа седнаа неколку дена пред да почне официјалната кампања за председател, седна и изгласаа измени со кое што го подигаат прагот на потребниот број на потписи за независни кандидати. Значи, никогаш да не може независен кандидат да собере потребен број на потписи за да се кандидира за некои избори. А тоа е сето противуставно. И поднесовме, и како носител на таа независна листа, поднесов иницијатива до Уставен суд за неуставноста на изборниот законник, меѓу кои на овие одредби, затоа што Уставот предвидува дека секој граѓанин има еднакво право да биде биран и да бира. Со овие услови и одредби на собирање потписи, граѓаните се ставаат во неравноправна положба. Некој треба да собира потписи, а некој не треба да собира потписи. Значи, тоа е дискриминација од најголем вид и на таа дискриминација замолчуваат. Значи, сите, особено пратениците кои што се во можност да направат најсуштествени, најпотребни промени, онака како што одговараат на потребите на суверените, на граѓаните, на сите нас. Јас не сакам да ве држам подолго, значи ја пративме пораката и целта. Срамно е што медиумите не дојдоа на блокадата, иако се работи за вакво прашање многу важно, што е од витален интерес, особено за децата, овдека деца преминуваат и биваат повредувани. За следните пати можеме да најавиме од понеделник, меѓутоа ќе мораме навистина да се организираме и да биде ова помасовно.
ќе стапам во контакт со комшиската која што е адвокат, за да можеме да поднесеме ургенција и представка, па може би некоја пријава ќе има, затоа што ова е недозволено на ваков начин да се ускратуваат оние заштитни можности и права кои што ги имаме ние во нашето секојдневно движење преку булевар. Значи ова е булевар, меѓутоа овде се вози со брзина како на автопат и тоа е евидентно, дури немаме ни камери, ќе треба ние самите да снимаме кој што прави, за да можеш да докажеш дека навистина енормно е овде загрозувањето на животите. Ви благодарам што застанавте на овој пешачки премен. Ова е символот на тоа дека тој не е безбеден, затоа и го блокираме. Благодарам на полицијата што повторно возможи да се реализира ова блокада, иако не бевме доволен број, меѓутоа сепак треба да си ја сменат регулативата во собрание, затоа што тоа не е според светските стандарди да се ограничува бројот за да можеш да направиш блокада. Ви благодарам уште еднаш. Дали сме за во понеделник да најавиме, бидејќи треба да се најави однапред. И може секој дури да каже свое мислење, може би предлог подобар од тоа, од ова што е сега ситуацијата. Да влечеме други. Да, ви благодарам. Тогаш да најавиме за во понеделник и еве пренесете и на своите соседи, на своите семејства, на познаници, не мора да се од тука и други луѓе се движат по овој булевар и по овој пешачки премен, не мора да е жител на овие згради. Да, кој сака од вас може да се обрати, искуство може би да каже или некој предлог за да бидеме конструктивни. Добро вечер, граѓани наши. Јас не живеам во ова насела, меѓутоа живеам подолен малце на главната улица на Партизански одреди. Стварно невозможно е ова што нема толку народ собрано. Жал ми е, се работи за човечки животи, за дечиња наши, внучиња, правнучиња. Друго не знам што да кажам, иначе јас сум член на Работничката партија и застапувам интересите на граѓаните. Ме интересира која партија, личим се работи за човечки фактор. Јас сум во секој време достапен, 24 часа може да се обратите на мојот број телефон или до Работничката партија. Од Работничката партија имате поздрав. Жал ми е што нема и од кај нас, јас сум единствен овдека. Гледате како сум облечен, значи јас сум за титулото време, враќање на сите закони на СФРЈ, израсна сум утаа, потекнувам од војна фамилија, кои што жртвувале за таа петокрака, меѓутоа во Работничката партија не постои петокрака. Жал ми е, али тоа е од нашиот народ. Јас толку би имал да ви кажам и поздравам сите граѓани. Дали би сакал некој друг уште да се обрати? Доколку нема, тогаш да ја прекинеме блокадата. Да, за по понеделник да најавиме, сега нека биде во истото време, за да не менуваме. Овде има предлог за во 18 часот. Дали се согласуваме другите да го поместиме? Да, па и да не биде доцна. Тогаш да биде за во 18 часот, сите ние знаеме, ќе најавиме ние и ги известувајте ги другите. А во меѓувреме ќе гледаме да поднесеме и представка, а потоа и да видиме на кој начин тие ќе одговорат или повторно ќе останат неми. Ви благодарам уште еднаш. Овде во кутијата, ако сакате, може да земете по едно флаерче од нашата независна листа, ако е важно или ако е тоа ваша желба. Не сакаме да влијаеме на никаков начин или тоа да биде сватено несоодветно. Благодарам уште еднаш.
Ajde Kazimir. Ana. Sto komad tam nekoliko marketi i na tomu i od vas golemena frekvencija velika da ljudi će se informirati mogu se ne znam neko Сега што рекавте 6? Не требаше да биде на 15 врата. Јас ако не излегав, случајно не излегав пари. Blago, daj je ti je. Ai morire